Здраво и добродојдовте во новата епизода од нашиот подкаст Клиника за труд. Место каде што ги отвараме важните теми, запознаваме инспиративни луѓе и бараме одговори на прашањата кои што не тера да размислуваме. Денес зборуваме за една исклучиво важна тема, а тоа е трудовото право од аспект на практичари. На нашите прашања имаме чест да ни одговори реномиран адвокат кој што не е само успешен во својата професија, туку е и пример на секој студент како треба да го гради својот професионален развој. Со нас денес е адвокатот Владимир Бангиевски. Добро дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Ви благодариме и на вас што ја прифативте поканата. Дали може да почнеме? Секако, апсолутно. Дали може да ни кажете нешто повеќе за вас, вашето образование, како стигнавте до тука каде што сте? Вака, значи, јас сум Владимир Бангиевски, магистер сум по правни науки, адвокат од Скопје. Инаку, својата адвокатска кариера ја започнав во 2003 година, а додека магистерските студии на правниот факултет при Универзитетот во Белград ги завршив во 2007 година. Во еден период бев и демонстратор на правниот факултет овдека каде што сме моментално присутни. И тоа би било за почеток мое кратко представување. Ви благодариме многу. Зошто е важно граѓаните да бидат правно едуцирани кога станува збор за работните односи? Работниот однос е прашање на екзистенција на секој човек. Било да е самовработен, било да е вработен или да е едноставно носител на некој свој собствен бизнис. Од аспект на тоа, многу е битно граѓанинот да ги знае своите права и обврски, бидејќи тие директно влијаат на неговата екзистенција, на неговата положба во работниот процес и на неговиот квалитет на живот. Граѓаните повеќе или помалку се запознаени и не се запознаени со своите права и обврски од работниот однос, но затоа секогаш имаат можност преку адвокатите, преку адвокатските канцеларии да ги заштитат своите права доколку тие се оспорени, повредени, загрозени од работниот во текот на нивниот работен однос. Што значи бесплатна правна помош како концепт? Кој може да кажеме дека има право на тоа? Видете вака, значи правдата не е бесплатна. Меѓутоа постојат категории на граѓани кои што навистина имаат потреба за остварување на своето право или заштита на своето право, меѓутоа немаат доволно финансии за да можат тоа право да го обезбедат, односно да го заштитат. Од гледна точка на нивната социјална, односно економска положба, како слабоимотни, нашиот правен систем им го признава на таа категорија на граѓани кои што немаат собствени финансиски средства за остварување на некое свое право или заштита на некое свое право, да имаат бесплатна правна помош, што значи да бидат ослободени од плаќање на судски такси, судска такса за тужба и судска такса за пресуда, доколку водат некој спор, да речеме некој работен спор, или да бидат ослободени од плаќање на адвокатските трошоци. И на тој начин ќе можат тие бесплатно, како социјално загрозени граѓани, да го остварат или пак да го заштитат своето право, доколку тоа е повредено, загрозено или доколку е на некој начин под закана. Ви благодариме за деталниот одговор. Кои се најчестите случаи поврзани со трудовото право што ви доаѓаат во практика? Отказот секако, тука граѓаните најмногу бараат правна помош, бидејќи сметаат дека добиле неоправдано отказ од работа
И секако втората категорија тоа се платите придонесите доколку работодавачот им ги нема исплатено или доколку им ги нема исплатено според договорот за вработување. Значи тоа се две категории на права кои што граѓаните доаѓаат и сакаат да ги остварат. Тоа е правото на работен однос, доколку тој неоправдано со отказ од страна на работодавачот престанал, и секако плати надоместоци од плата, надоместоци од областа на социјалното осигурување, се втората категорија на права кои што граѓаните пред судовите сакаат да ги остварат, а преку адвокатите, односно адвокатските канцеларии. Дали работниците ги знаат своите права, а работодавачите своите обврски? Па некои да, некои не, некои повеќе, некои помалку. Јас лично сметам дека потребна е поголема правна едукација од областа на трудовото право, за да можат граѓаните и работниците и работодавачите што е можно повеќе да бидат запознаени со своите права и обврски од областа на трудовото право. И за крај, ако можете да промените една работа во нашиот систем на трудово право, што би било тоа? Постои еден правен институт, отказ на договорот за вработување со понуда на нов променет договор. Сметам дека овој правен институт создава бројни дилеми и проблеми во праксата, а сметам дека се коси и со правната логика, затоа што или работодавачот ви дава отказ или не ви дава отказ, или му требате како вработен или не му требате повеќе како вработен, или е задоволен или е незадоволен од работата на работникот, а вака се создава еден хибрид да не е ни отказ, ни продолжување на работниот однос, туку нешто е измеѓу, што мислам дека понатака би требало да се промени. Ви благодариме многу, ви благодариме за одвоеното време што дојдовте и бевте гости на нашиот подкаст. Навистина имавме некои многу интересни одговори кои што навистина мислам дека ќе ги засегаат оние кои што не гледаат, посебно студентите кои што се на правниот факултет, и се надеваме дека ќе имаме прилика во уште една епизода да имаме ваше гостување. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам, а ние се гледаме во наредна епизода. Чао!